Роден Охриѓанец, дипломирав економски факултет во Скопје, се вратив во Охрид, работев 2-3 години во банка, сега неколку години сум во соседна Дебрца во локален економски развој и моментално кандидат за советник на советничка независна листа во Охрид. Охрид за мене представува дом, представува можност за развој, представува место каде што треба да можеме да се манифестираме, меѓутоа и место кое континуирано треба да го надоградуваме, со што би ни ги обезбедил условите за синергиски раст. Најпрво би ја променил матрицата на политичарите кои го водат. Сметам дека имаме некој сервилен пристап кон тоа како сами си го гледаме градот, како сами си го вреднуваме градот. Би ја променил тој, како што некои политичари кажуваат, лилипутански комплекс на ниска вредност, дека некој од надвор појќе треба да не сака, дека некој од надвор појќе треба да се грижи за нас. Сметам дека Охриѓани се должни да си го заштитат тоа што генерации и генерации наназад не го оставиле. Го сакам Охрид онај за кој што сме учели од книгите, го сакам Свети Климентов, да речеме Охрид кој во 9 век имал универзитет, Охрид кој бил центар, колевка на културата, на уметноста, на образованието. Охрид онаков како што заслужува да биде. Ме прават среќен други среќни луѓе околу мене. Се релаксирам со филм, книга, спорт, меѓутоа последниве неколку недели не е доволно се релаксирам, бидејќи уште политиката очигледно кај нас е на ниво на воена подготовка. Последните пак, ќе речам, неколку недели, тоа не сум сигурен од каде ја црпам претходно. Спортовав, медитирав, читав, тие се работите што ме релаксираат. Својата иднина гледам во Охрид и се надевам, и како и други млади, се надевам дека ќе го исправиме. Овај курс по кој што сме тргнати, гледаме дека малку сме потфрлиле со тоа да обезбедиме услови за младите да се развиваат тука и точно затоа и ќе се обидеме на овие локални избори да допринесеме онолку колку што можеме кон демократизација, затоа што, како и јас сметам, и голем број на млади луѓе се надеваат и чекаат можност во Охрид, бидејќи никој роден тука, тоа сум сигурен, своеволно не би го напуштил градот. Сакам да сум дел од Советот на општина Охрид, прво за да ја искористиме советничката говорница, она за што ја даена намената. Второ и уште поважно, сакам да сум дел од советничката група која ќе направи разлика, советничката група која ќе им стави крај на самоволието на политичките партии кои Советот го третираат како својина, како дедовина. Сметам дека на овие локални избори на 17 ќе освоиме доволен број на советници и без нас нема да има мнозинство безусловно во Советот како досега што беше. Најмногу ме иритира дефетизмот кај граѓаните, ме иритира тоа што како да изгубивме надеж дека градот и општо државата заедно со него ќе тргне конечно на подобро. Секој втор муавет од младите како решение иселување од државата, сметам дека тоа е најголемиот проблем со кој се очуваме ние како локална, меѓутоа и државата. И искрено ме иритира онај однос, посебно кај интелектуалците, онај став на безнадежност
инаку сметам дека има простор, има поле и на милен начин да се обидеме да направиме промени. На опоненти ни се пред се двете водечки политички партии СДСМ и ВМРО во последните 30 години во држава, би им порачал дека треба да ја прочитаат нашата програма, да се прилагодат на правецот кој ние го заговараме, бидејќи ќе им биде неопходна после 18 барем дел. На Охриѓани ќе им порачам дека крајно време е Охриѓани да станат домакини во Охрид. Доволно се осеќавме како туристи во сопствениот град. Нема да ситничарам тука дали со паркинг преку цела година, дали со цените, дали Охриѓани после овие локални избори, не одма, меѓутоа за краток период, после факторизацијата на Охрид пред се ќе си го добијат и ќе се осеќаат во Охрид како дома, а не како туристи и гости.